Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став, овој пат во живо. Како што знаете, изборната кампања започна денеска, па телевизија Плюс ќе се обиде во наредните денови да им овозможи простор на политичките партии со цел да ја презентираат програмата со која што ќе настапат на овие избори. Вечерва разговараме со актуелниот премиер, како и носител на пратеничката листа на изборната единица 2 на СДСМ, Оливер Спасовски. Господине Спасовски, добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Благодарам на поканата, на можноста еве на почетокот на оваа изборна кампања, токму тука од моето родно Куманово да започнеме со презентацијата на програмата и да побараме довербата од граѓаните. Како што напоменавте, првиот ден од кампањата почнувате од Куманово, имавте неколку средби утринава со граѓани, извршивте и увид на рехабилитација на одредени патишта. Очекувате ли фер кампања? Па видите, Куманово секогаш било предводник и на нови победи, било предводник на многу случаи кои што општествени промени и така натаму се случувале низ текот на историјата, било предводник и на многу изборни пресврти во овие години од независна Северна Македонија и мислам дека тоа ќе се случи на овие избори. Овие се многу важни избори за државата, бидејќи изминавме еден период од 3 години во кој што извадивме практично државата на прав пат, станавме членка на НАТО, ги отворивме преговорите за членство со Европската Унија, направивме пресврт од еден систем на режим кој што владееше во државата со Груевски, со Мицковски и со ВМРО-ДПМН, да напредува, да се продолжи со нови иницијативи, да се движиме по тој пат. Имавме состојба во која што бевме погодени од пандемијата, во здравствената криза, се справувавме со таа криза, со економската криза која што настанува и сега настануваат навистина потреби за мерки кои што ќе допринесат за брз развој и трансформација на нашата македонска економија. И тоа е следен чекор, меѓутоа после фери демократски избори. Зошто ова го кажувам? Ние како држава која што е членка на НАТО и како држава која што стартува со преговорите за членство во Европската Унија, треба да покажеме едно високо ниво на демократичност. И од тоа како ќе се спроведат овие избори ќе зависи од однесувањето на политичките субјекти во оваа кампања. Јас навистина посакувам ова да биде кампања во која што ќе имаме судир на концепти, на идеи, да најдеме начини колку што е можно повеќе да им се приближиме на граѓаните преку идеи, заради тоа што преку една таква позитивистичка кампања, со пристап кон граѓаните, со една сериозна одговорност, така ќе пристапиме ние од Социјалдемократскиот сојуз во текот на оваа кампања. Покажаме во изминатиот период што значи да се работи и честно и одговорно, што значи која ќе сгрешите да ја признаете таа грешка, да направиме се да ги консолидираме институциите, покажаме дека има политичка волја која што допринесува за напредок, за развој на општеството и таа политичка волја треба да ја артикулираме и кон овие избори, значи фери демократски избори. И на крајот да овозможиме на граѓаните преку тие фер демократски слободни избори да донесат слободна одлука за тоа кој треба да ја води државата во наредните 4 години. Секако дека и институциите во најголема мера, меѓутоа и граѓаните, политичките партии, оние кои што учествуваат во изборниот процес, тие се должни да допринесат секој да гласа на фери на демократски избори, да се донесат вистински одлуки на овие избори и да продолжиме напред кон развој и просперитет на државата. Ова година овие избори всушност ќе се одвиваат со нешто поразлична кампања со цел спречување на евентуално ширење на вирусот. Најавивте дека нема да има она класична кампања од врата на врата и слично. Како планирате да ја реализирате? Па да, ова ќе биде многу специфична кампања. Ова ќе биде еден сериозен предизвик и за владата и за институциите кои што ги организираат изборите, заради тоа што треба да ги спроведеме во едни воредни околности, да ги запазиме сите мерки. И знаете дека како влада сме како приоритет насочени на зачувувањето на здравјето на граѓаните. Затоа е многу важно тоа да го направиме на дело. Развивме протоколи
за заштита на здравјето и во кампањата. Тие протоколи се во согласност со она што го даваат како препорака епидемиолозите, стручните луѓе во делот на Комисијата за заразни болести. Ние како политичка партија си направивме собствен протокол кој што ќе значи почитување практично на овие мерки. Тоа значи дека нема да правиме големи митинзи, нема да правиме големи собири на кои што во ризик ги ставаме граѓаните. На затворено ќе правиме собири најмногу до 30 луѓе во кои што ќе се одржува дистанца, ќе носат заштитна опрема со средства за дезинфекција. Понатаму, ако правиме поголеми собири, тие мора да бидат на отворено, меѓутоа до 50 луѓе максимум, при што ќе се запазат исто овие критериуми да има дистанца физичка, да имаме дезинфекциони средства, да носат заштитна опрема и на тој начин да практично преку една таква безбедност допринесеме за успешна кампања и при тоа да биде кампања во која што граѓаните ќе бидат заштитени, ќе го штитиме здравјето, ќе ја праќаме таа порака која што ја праќавме во минатиот период. Ние имаме состојба во која што постојано слушавме нели од политичките опоненти пред се од ВМРО-ДПМН дека се загрижени многу за здравјето на граѓаните, дека ги гледаме од друга страна на слики, на снимки во кои што се групираат без да се почитуваат тие протоколи и така натаму. Мислам дека одговорноста на секој еден политичар во овој момент е да се однесува одговорно и во согласност со сите мерки и препораки. И ние како политичари, како политички субјекти, како субјекти кои што учествуваат во изборната кампања, треба да бидеме тие кои што први ќе ги промовираме тие мерки на заштита и на тој начин да си помогнеме на сите заедно. И да спроведеме фери демократски избори и да имаме добра кампања преку која што ќе се представиме до граѓаните, да имаме ден на избори кој што исто така ќе биде во согласност со сите овие протоколи, да ги формираме институциите, да имаат ефикасни институции, да има институции кои што ќе можат да се справуваат и понатаму со здравствената и економската криза и целосно во тој дел ќе се насочиме на реализирање на овие мерки во текот на изборната кампања. Постојат многу начини како и на кој начин да пристапите до граѓаните, има начини преку воведување на многу иновативни начини на кампања, преку електронските медиуми, преку социјалните мрежи, преку медиумите кои што ни стојат на располагање, да едноставно ја приближиме изборната програма до граѓаните. Факт е дека постои страв меѓу граѓаните за ширење на вирусот, евентуално ширење на вирусот. Сметате ли дека ќе има добра излезност? Видете, имаме добро утврдени протоколи, тие ги утврдија преку Комисијата за заразни болести и сметам дека ако ги почитуваме сите тие протоколи, немаме апсолутно никаква основа за било каков страв. Нормално е граѓаните да чувствуваат страв во услови кога имате навистина една пандемија и во државата и во светот, која што носи, би рекол, последици по здравјето на граѓаните. Имаме смртни случаи од овој вирус и така натаму. Меѓутоа, ако се почитуваат сите мерки, тоа се покаже и во изминатиот период, доколку ги почитувате мерките и препораките, доколку се однесуваме на соодветен начин, како што тоа ни го кажуваат институциите на системот, имаме навистина добра основа за да бидеме заштитени. Овие избори се неопходни и затоа мораме да ги одржиме сега, да имаме функционално собрание, заради тоа што сме единствена држава во светот, можеби што нема собрание во овој подолг временски период. При тоа собрание треба да има и полн легитимитет и на тој начин да ги добиеме сите механизми кои што ни стојат на располагање во заштита на здравјето на граѓаните, меѓутоа и заштита на економијата. Навистина, неодговорното однесување на одредени функционери, пред се на функционери од опозицијата кои што се однесува на начин кој што не треба да се однесуваат, праќаат погрешни пораки на непочитување на мерки. Ако имате забрана за теретани, некои од политичките лидери ги гледавме во теретана за време на овие забрани. И ние имаме забрана за
работење, односно за влез во ресторани, некои од политичките лидери со одредена група на граѓани, нивни пријатели се наоѓаа во тие ресторани како повластени и така натаму. И тоа само покажува дека се има двојни стандарди. Едно е тоа што декларативно се соопштува кај граѓаните, друго е нешто што се прави и се превземат одредени мерки. Јас навистина сум изненаден во овој период што например таа финансиска поддршка која што требаше да ја земеме од Светската банка, а се однесуваше токму на јакнењето на капацитетите на здравствениот систем, некаде околу 30 милиони евра треба финансиски средства да се обезбедат преку тој проект на Светска банка. Ние имавме кочење на тој проект од страна на дополнителниот заменик министер за финансии од ВМРО ДПМН, кој што до ден денеска не сакаше и на крајот соопшти дека не сака да го потпише овој долг. Ова е само како еден од условите или причини зашто мораме да имаме функционални институции. Така да сакам да упатам јасна порака до граѓаните дека нема потреба од никаков страф или од никаква паника, заради тоа што сега е моментот кога треба да носиме одлука за иднината на оваа држава, за иднината на децата, а одлуката секогаш е кај граѓаните. Во секое демократско општество граѓаните се тие кои што носат одлуки и затоа е важно да учествуваат во изборниот процес и да изгледа што е можно повеќе бројни на изборите. Инаку кога разговараме во однос на тоа дали има реална основа за таков страф, не се ништо побезбедни, дури понебезбедни се можеби маркетите, пазарите, не знам, сите движења на граѓаните во периодот кај што мораме нели нормално да ги завршуваме сите наши обврски, банка, пошта и така натаму, така да и излегувањето на избори на гласачкото место не представува никаков ризик за здравјето. Само треба да си ги почитуваме заштитните мерки. Вие сте носител на изборната единица 2 на СДСМ. За ваш противник од опозицијата е назначен Владо Мисайловски, поранешен министер. Кое е мислењето за опонентот во оваа трка и паралелно со тоа изминативе денови имаше еден инцидент. Што мислите за тој чин? Опозицијата исто така обвини дека се работи за политичко насилство. Прво, сакам да кажам дека ниту кадарот на ВМРО ДПМН кој што го споменавте, ниту пак самата политичка партија ВМРО ДПМН не представува опонент на СДСМ и на коалицијата Можеме. Таа представува опонент на народот. Зошто? Заради тоа што во целиот период на режимот покажа дека работат за лични, за партиски интереси. Во овие моменти, кога се дел од оваа преодна влада за формирање на изборите, покажа што значи лицето на режимот. И функционира сосема на ист начин како што тоа го правеа во времето на режимот. И во здравствената и економската криза, единствено што правеа, ширеа паники, лажеа, подготвуваа лажни вести, злоупотребуваа институции и затоа тие се опоненти на народот во однос на постапувањата. ВМРО ДПМН начело со Мицковски е истото на ВМРО ДПМН кое што не се промени. Имаме исто неодговорно однесување. И сега, ако погледнеме сега во овој момент, која структура е на раководење на опозицијата, на ВМРО ДПМН, што е тоа што се промени од времето на Груевски? Ништо. Кој имате Мицковски, кој што му беше генерален секретар на Никола Груевски. Тука ви е Александар Николовски, кој што исто така беше ударната тупаница на режимот 11 години. Го имате Владо Мисайловски, кој што во континуитет беше слуга на режимот и на Никола Груевски во изминатиот период. И многу уште други, кои што се дел од ова раководство, затоа сметам дека таму немаме ништо променето во овој дел. И ние и граѓаните мора да се избориме, да бараме, ние да продолжиме по еден прав пат, кој што значи режим никогаш повеќе, кражба на народни пари никогаш повеќе за да се полнат джебови на поединци, никогаш повеќе поделби на граѓаните по било која основа, никогаш
повеќе мрачни времиња врз основа на кои што се газеше врз достоинството на граѓаните на нашата земја, никогаш повеќе меѓународна изолација за државата. Затоа што имавме навистина сериозна меѓународна изолација, имавме соседство со кој што немавме добри односи со скоро ниту еден сосед, меѓународната заедница не изолира комплетно, имавме не застој само, туку враќање и назад во нашите НАТО и ЕУ интеграции и имавме рушење на здравствениот систем, како што впрочем се рушеше во сите институции, меѓутоа сега го нагласувам рушењето на здравствениот систем во последната деценија кога тие владеа, заради тоа што сега констатираме колку е важно да имате добар, цврст здравствен систем, кој што ќе успее да се справи со предизвиците кои што стоја пред нас. Така да, многу е јасна дистинкцијата по она што се нуди на овие избори. Овој концепт што го застапува СДСМ, овој концепт кој што го застапува оваа листа на пратеници во изборна единица 2, која што ја предводиме јас и Сања Лукаревска. Луѓето кои што се наоѓаат на таа листа се луѓе кои што покажуваат висок степен на одговорност во спроведувањето на таа визија која што имаме и концептот на СДСМ е многу јасен. Имате јасна визија за државата, јасни перспективи за граѓаните за тоа каде се гледаме во иднина, имаме сериозен кредибилитет за тоа што направивме во изминатите години. Од држава на режим ја донесовме да биде држава членка на НАТО алијансата, држава која што ги отвори преговорите со Европската унија. Едноставно имаме концепт на сигурност кој што го предводи Социјалдемократскиот сојуз и имаме сосема друг концепт на неизвестност, концепт кој што не враќа назад, концепт на мрачни сценарии, концепт на враќањето на режим, на општонародна плячка, концепт на заробено судство, би рекол, во овој момент. И на тој начин сметам дека никако не смееме тој концепт на сигурност за граѓаните и за земјата да го смениме со тој концепт на неизвестност и на враќањето на назад. Покажавме во изминатите 2 години дека знаеме да работиме, знаеме да направиме добри исчекори, да реализираме проекти, да ги оствариме националните интереси на државата и тоа можеме да го правиме и понатаму и да го правиме и уште подобро и уште повеќе. Пред да ве прашам како сте задоволни од она што го сработивте, уште едно прашање во врска со ДУИ. До сега бевте во коалиција со нив, но пред овие избори не успеавте да договорите коалиција. Вашата партија излезе со став дека е време ДУИ да замине во опозиција, додека пак ДУИ излегува со некои барања за премиер Албанец. Денеска беше посочен и еден функционер. Видете, здраво за државата е да партиите се менуваат во делот на владеачката структура. Ние формиравме влада, работевме заедно со Демократската унија за интеграција во изминатиот период. Меѓутоа е добро и таа политичка партија која што повеќе од 18 години е во власт и која што повеќе од 11 години споделува вредности исти, би рекол, со тој режим, да замине во опозиција, да се реформира. Заради тоа што тоа е некаква забеганост што ја носи долгогодишната власт, нели, за било која од политички субјекти, политичари и така натаму, и тоа не е добро ни за поединци во партиите, не е добро ни за партијата, не е добро ниту за граѓаните. Секако за тоа одлучуваат граѓаните, како и на кој начин ќе биде распоредот на политичките сили во иднина, кој ќе ја предводи државата во наредниот период. Да, излегуваат тие со еден концепт, нели, за Албанец премиер, како што го нарекуваат, и тоа е веќе сценарио кое што не враќа пред 2017 година. Во времето на режимот. Тоа ја потврдува таа теза. Вие знаете дека многу пати во тој период од владењето на ВМРО, ДПМН и на ДУИ,
честопати изборните кампањи се темелеа на такви конфронтации, поделби на етничка основа. Ќе ве потсетам само за барањето за консензуален председател во тој момент. Премиер Албанец е сега теза која што сакаат повторно да ја протнат кај граѓаните, демек се борат за некаква висока вредност. Граѓаните одлучуваат на избори за тоа кој ќе биде премиер. Тоа не може да го каже никој, ниту може да го каже било кој политичар, ниту било која политичка партија. Партиите се тие кои што може да понудат кандидати нели за председател на владата, меѓутоа граѓаните на крајот одлучуваат кој ќе биде премиер на нашата земја, кој ќе биде премиер на државата. Тоа е прочем во демократскиот свет правило во кое што мнозинството ќе одлучи кој ќе ја предводи државата. Така да мислам дека ова е некој би рекол ефтин маркетиншки трик кој што сака да веројатно да се приближат на граѓаните на таква некаква основа на поделби. Меѓутоа уште повеќе мене лично владата, партијата не мотивира да работиме силно на развојот на концептот за едно општество за сите, во кое што нема да се делиме ниту по национална, ниту по верска, ниту по било каква друга припадност, едноставно сите заедно да се вложиме во развитокот и просперитетот на државата. Заслужи ли владата на СДСМ реизбор? Кои се според вас најзначајните проекти кои што ги реализиравте овој период од како сте на власт? Го споменавте НАТО, меѓутоа покрај тоа можеби најзначаен проект од изборната единица 2? Да. Значи ние дали заслужуваме како влада да бидеме реизбрани, секако дека и анализите и тоа што го слушаме од граѓаните во целиот овој изминат период потврдува дека ова влада заслужува да има реизбор. Зошто? Заради тоа што навистина преку еден јасен концепт, една јасна визија со еден јасен план како треба да се работи за државата, настапивме во изминатите 3 години. Кога зборуваме за тоа дали постигнавме доволно во изминатиот период и дали може да се одработи повеќе од тоа што се одработи, ние постигнавме максимално можно што можеме да направиме во изминатите 3 години, а секако дека можеме и уште повеќе и уште подобро во наредниот период. И токму за тоа е нашето мото на оваа кампања, дека можеме да се фатиме во коштец со најтешките проблеми, можеме да донесеме одлуки и решенија за тие најтешки проблеми и да направиме многу повеќе за државата и за граѓаните. 2016 година, ако разговаравме пред изборите во изборната кампања со било кој во државата, ретко кој ќе поверуваше дека е можно да се дојде до одговор на сите отворени прашања кои што ќе ги отворат перспективите на Македонија во тој дел. Ретко кој сметаше дека на крајот од мандатот на оваа влада нашата држава Република Северна Македонија ќе биде дел од НАТО алијансата. Или пак дека ќе ги отвориме преговорите со Европската Унија. Навистина во тој дел направивме максимално со посветено работење. Се измиривме со сите соседи, ги затворивме сите отворени прашања. Станавме дел од најголемиот политички воен сојуз. Седиме рамноправно на масата со најголемите светски и европски сили, носиме заеднички одлуки, респектирани сме како партнери во НАТО алијансата, направивме се за да успееме да ги отвориме преговорите со Европската Унија и тоа се донесе како одлука. Се покрена економијата во исто време додека се решава овие стратешки прашања за државата. Го осигуравме македонскиот јазик, македонскиот идентитет и го запишавме во личната карта на нашата земја во Обединетите нации. Со тоа ја заштитивме државата во светски рамки. Практично тоа што беше сон на сите наши предци, на оние кои што ја создавале државата, оние кои што ја покрена идејата за наша македонска држава, денеска таа е реалност. Добро се справивме со кризата која што не зафати сите нас
и токму од аспект на тоа какви се постигнувањата на оваа влада за 3 години и кои се постигнувањата на нашиот политички опонент на ДПМН во изминалите 11 години, режим, изолација, криминал, неодговорно однесување, мрачни времења и така натаму, сето тоа покажува дека овие избори имаат една опција. Тоа е сигурност и одење по тој пат кој е трасиран, наспроти опцијата која што представува опасност. Значи, сега се соочуваат или се студираат два концепти. Концептот на сигурност предводен од СДСМ и концептот на опасност предводен од ДПМН и од Мицковски. И тука мислам дека ако тие аргументи ги погледаме, СДСМ заслужува да има уште еден мандат и да направиме уште многу повеќе од тоа што направивме во изминатиот. Ја споменавте изборната програма, можеме уште повеќе, уште подобро е насловена, се темели на 5 клучни столба. Што ќе им понудите на граѓаните? Да, јас сакам да кажам прво во однос на тоа што направивме во изминатите 3 години. Вие ме прашавте претходно кои се проектите кои што сме ги реализирале во изборната единица број 2. Ако гледаме по проектите кои што сме ги реализирале во изборната единица број 2, јас можам да бидам задоволен од тоа што го сработевме сите ние заедно. И институциите на државата, и централната власт, и заедно во соработка со локалната власт. Имаме многу проекти кои што ги завршивме. Проекти кои што се многу значајни за целиот овој регион. Посебно мислам дека се значајни за проекти кои што се вложија и во делот на Куманово, на Кумановскиот регион, значи општина Куманово, Старо Ногоричане, општина Липково и вложувањата пред се во патната инфраструктура. Вие знаете дека имаме вложувања кои што не биле направени во изминатите 50 години во овој регион. Вложувања кои што сега им се даде акцент. Јас ќе морам да ги видам сите бројки податоци кои што ги имаме за да не сгрешиме нешто во однос на вложувањата. Меѓутоа, факт е дека вложувањата се пред се во патната инфраструктура за да може да се поврзат сите општини од овој регион, а со тоа да подобриме бизнис климата. Со инвестиција од 48 милиони и 585 илјади евра во патната инфраструктура е влогот кој што оваа влада предводена од СДСМ го направи во овој регион, која што беше комплетно запоставена во времето на режим. Јас навистина сакам да видам кој е тој проект во 11 години владење на ВМРО ДПМН, кој што е реализиран за Куманово или Кумановско. Навистина сакам да излезат и да кажат кој е тој проект. За само 2,5 години над 40 километри патна мрежа во општина Куманово инвестиравме 6 милиони 760 илјади евра финансиски средства од буџетот. Во општина Газибаба вложивме 590 илјади евра во патна инфраструктура. И таму се асфалтирани некаде околу 10 километри патишта. Во општина Старо Ногоричане 1.100.000 евра исто така во патна инфраструктура. Регионалниот пат ќе споменам Младо Ногоричане до граничниот премин Пелинце и продолжувањето на патниот правец кој што е регионален 4 километри градба на патен правец од Деловце па се до село Длабочица, што беше најавуван, ветуван кај граѓаните, меѓутоа не беше реализиран. Рехабилитација на левиот коловоз на автопатот Куманово-Миладиновци, кој што е долг некаде околу 23 километри. Таму издвоивме околу 4 милиони 960 илјади евра. Во овој момент се работи трасата на патниот правец Куманово-Страцин, околу 16,5 километри, 2 слоја промена на асфалтот, нова заштитна ограда
реконструкција на 3 моста, виадукти на тој патен правец. Ги реновиравме патните правци Куманово Свети Николе, Куманово Опае, Куманово Никуштак. Вложувавме во водоводна и канализациона мрежа во изминатиот период за сите општини во изборната единица. Градиме канализациона мрежа во општина Арачиново. Градиме можност за водоводна мрежа, односно пречистителна станица, резервоар за вода во Липково. Во Липково се изгради граничниот премин и се отвори Белановце Станчиќ. Потпишавме договор за уште еден граничен премин, а тоа е Миратовце Лојане, што исто така е многу значен за целиот наш регион. Значи, вложувавме цело време во проекти кои што значат подобрување на инфраструктурата во изборната единица број 2. Инвестираме во општина Ѓорче Петров. Некаде околу 41 милион и 189 илјади денари во решение на проблемот со канализационите системи во општина Ѓорче Петров. Изградивме 20 километри канализациона мрежа до февруари 2019 година, кога ги завршиме првата и втората фаза. Во тек е трета фаза на доизградба на уште 7 километри за кои што се издвоени околу 30 милиони денари. Новата пречистителна станица за град Скопје со капацитет на обслужување некаде на 500.000 жители, тој се гради преку заем од Европска инвестициона банка и Европска банка за обнова и развој. Проектот кошта некаде околу 68 милиони евра и тоа е наменет за таа пречистителна станица за отпадни води за Скопје, а ќе ги обслужува и жителите на Чаир и на општина Шуторизари. Во општината Шуторизари патна инфраструктура, нова детска градинка, во Газибаба патна инфраструктура, нова детска градинка, во Булачани патна инфраструктура, канализациони системи, започнување, водоводни системи во Стајковци, во Црешево, во Виниче и така натаму. Значи, сите тие работи кои што беа наш прв приоритет, тоа го направивме. Знаете дека се инвестира многу и во раниот детски развој, значи во градинки, во објекти кои што ги градиме или реконструираме. Некаде во државата имаме 44 такви објекти. Од тие 44 такви објекти имаме градба на детска градинка во село Волково, општина Ѓорче Петров. Започнуваме со градба наскоро со нова детска градинка во општина Арачиново, една од поголемите детски градинки. Знаете дека во општина Куманово направивме реконструкција и пренамена на дел од поранешниот пионерски дом за детска градинка. Очекувам дека набрзо ќе се подготват сите плански документи од општината за градба на нови 2 градинки. Тоа е едната градинка во населба Перочичо, едната градинка е во Бајрам Шабани и Тодемендол. Значи, тоа се 2 локации кои што локалната самоуправа подготвува урбанички планови за да можеме да започнеме со градба. Финансиските средства се обезбедени. Така да постојат многу проекти на кои што јас сум лично горд и оваа влада, тоа што го направивме во изминатиот период. Направивме нова административна општинска зграда во Арачиново, за општина Арачиново, кој што проект е финансиран преку ИПА средства од Европската Унија. Имаме многу проекти кои што ги финансиравме преку КФ банката и таму обезбедивме предсе за реконструкција на интернатот Томе Стефановски Сенич. Имаме преку програмата за рурален развој скоро да нема општина во која што немаме проекти, не инвестираме. Ќе напоменам неколку. Тоа е проект за водоснабдување кој што е во општина Арачиново. Таму се работи на тој проект. Исто така пешачка велосипедска патека во село Арачиново. Некаде околу 1 километар имаме патна делница која што се изгради во Газибаба,
во викенд населбата во село Булачани во Газибава, реконструкција и проширување на пат од Бутел до Раштак во должина од 5 километри, кружниот тек во Волково, Ѓорче Петров, кој што има два крака и кон селото Орман и селото Кучково. Понатаму вложувавме во изградба на локален пат од село Билјановце па до регионалниот пат со Свети Николе. Значи, тоа исто така преку фондовите за рурален развој. Исто така излетничкото место Студена вода е финансирано од државата во овој дел. Вложуваме исто така и во општина Стара Ногоричане во неколку патни правци. Сега во моментот треба да се отпочне со реконструкција, односно градба на пат во малото Беле Грамаде, наречено во општина Стара Ногоричане. Вложуваме во канализациони системи во општина Шуто Ризари, во Горно Ризари, во Долно Ризари, така натаму. Така да, сите овие проекти покажуваат дека навистина направивме добра една основа за развој. Нема нешто што не е интерес на граѓаните и да биде реализирано. Во општина Куманово веќе при крај е градбата на третата училишна спортска сала. Знаете дека едната е во економското училиште во поранешната карцер на Карпош. Второто ни е во основното училиште Ероним Дерада, која што исто така е пуштена во употреба. И наскоро ќе завршат работите на исто така една училишна спортска сала во средното техничко училиште НАЦЕ Буѓони. Владата во овој период определи финански средства, некаде 20 милиони денари, кои што беа префрлени на општината за градба на инфраструктура во индустријската зона во Речица. Направивме исто така план, првичните финански средства за реконструкција на Соколана и на спортската сала во Куманово. Тоа се проекти кои што ќе бидат со повеќе годишна јавна набавка, меѓутоа и тоа ќе го работиме, така да тоа ни создаде еден кредибилитет кај сите, кај граѓаните, дека она што ќе го ветиме, ние го исполнуваме. Сега за новата програма. Бројни информации, само ќе ве замолам, имаме многу прашања, не сме ни до половина, доколку сте во можност пократко. Имаме, значи, нова програма која што ја темелиме исклучиво на 5 столба. А тоа е здравството, економијата, образованието, правосудството и младите. Тоа ќе значи брза трансформација на економијата, стоп на COVID-19, да направиме се што можеме да направиме да се справуваме добро со здравствената криза, да ги јакнеме здравствените капацитети, да се грижиме за сите, да имаме ред, да имаме дисциплина, да имаме правда, сите да бидеме за екодржава. Влеговме во НАТО, значи дека можеме да направиме да влеземе и во Европската Унија. Едноставно можеме и многу повеќе и многу подобро од тоа што покажаме дека го правиме во наредниот период. Тоа ќе значи креирање на нови работни места и се обврзуваме дека додека трае кризата, минималната плата ќе ја задржиме на 14.500. Веднаш после кризата ќе имаме зголемување на минималната плата за 40%. Тоа е дел од програмата. Просечната плата да порасне до крајот на мандатот за 30%, да имаме поддршка за странските и за домашните инвестиции некаде од околу 600 милиони евра, од кои што некаде половина ќе бидат обезбедени од буџетот, половина од фондовите од Европската Унија. Во минатиот период ги покачивме платите на лекарите и на медицинскиот персонал. Тоа се покажа како исправна одлука заради тоа што вложувате во човечкиот капитал. И владата на СДСМ и во иднина ќе има исто така политика која што ќе значи вложување во човечкиот капитал, вложување во здравствениот систем, во безбедноста и во одбраната, во заштита и спасување. Тоа се едни области кои што мораме постојано да ги надградуваме, да ги одржуваме функционални заради тоа што кој ќе дојде до било каква криза, тие се први на борбената линија. Ќе овозможиме исто така зајакнување на здравствениот систем со нови лекари вработување, со нов медицински персонал, медицински средства, сестри.
ќе воведеме целосно електронско здравство без користење на хартии и на било какви документи во хартијана форма. Покажавме дека можеме да имаме доверба во здравствените работници во текот на оваа криза. Упатувам едно признание и искрена благодарност до секој еден здравствен работник, до секој лекар, до секоја медицинска сестра кои што беа на првата борбена линија, до сите полициски службеници, до сите припадници на армијата, до пожарникарите, до сите оние кои што се во комуналните предпријатија и учествуваа во справувањето со оваа криза. Можеме да направиме уште многу повеќе од тоа што сме направиле до сега. На овие избори обрнавте внимание на родовата еднаквост. Изборните единици ги предводат тандем носители, односно маж и жена. Јас сум горд што сум дел од ова раководство на СДСМ, кое што низ потезите кои што ги влечеше, политиките кои што ги креираше и ги креира, покажа дека навистина прогресивна партија, прогресивно раководство, и овие политики кои ги креираме покажуваме дека секој еден во општеството е важен. И нема да има поделби никакви, дека подеднакво можеме да се грижиме за сите, и тоа е концептот кој го покажуваме и на овие избори со практично двајца носители. Дали е тоа маж и жена или жена и маж во изборната единица, тоа покажуваме дека сме за почитување на родовата еднаквост, дека подеднакво можеме да носиме товар, подеднакво можеме да носиме тешки одлуки, подеднакво можеме заедно да реализираме програми. Впрочем, тоа е една политика на прогресивна партија и на една прогресивна влада. Донесовте сет економски мерки за справување со корона кризата, имаше различни коментари, владата имаше и измени во одредени членови и слично. Имаше и забелешки од стопанственици од различни сектори. Попладнево мислам дека имавте и средба со угостителите. Ваш став? Да, значи ние направивме 3 сета на мерки економски, заради тоа што неминовно беше после здравствената криза да се јавува економска криза. Да има потреба од помош на економијата, за да и економијата ја задржиме во живот, да може да има добра позиција за рестартирање. Првите 2 сета на мерки беа да се помогне на приватниот сектор, да се помогне на работниците, да ги сочуваме работните места, и затоа обезбедувањето на една од мерките за плаќање на минималната плата од 14.500 денари по вработен, во комбинација со користењето на финансиска помош за плаќање на придонесите во одредени области како што се угостителство, туризам. Таа мерка беше заедничка, комбинирана, заради тоа што тоа беа сектори кои што најмногу беа би рекол погодени. Сега имаме трет сет на мерки кои што пред се има функција на ревитализација на економијата. И тоа е пред се да се помогне на сите граѓани, граѓаните преку зголемувањето на домашната потрошувачка да помогнат и на економијата, да имаме добра подготовка и да се вратиме на добра економска активност. Знаете дека во третиот сет на мерки даваме финансиска поддршка преку домашни платежни картички за помош на невработените, односно ранливите категории во државата, кои што добиваат по 9.000 денари картичка. Исто така вработени со ниски примања и младите од 16 до 19 години добиваат по 3.000 денари од финансиска поддршка како преку домашната платежна картичка. Понатаму имаме во третиот сет на мерки поддршка на здравствените работници заради тоа што се справува со корона кризата, со средства во висина од 40% од последната основна плата која што ја примале. Го помагаме домашниот туризам преку доделување на ваучери од 6.000 денари на лица со ниски приходи, кои ќе ги комбинирате со домашната платежна картичка. Впрочем, и тоа е помош некаде од 9.000 денари. Продолжуваме со таа амбициозна наша цел за трансформација на економијата, за зголемувањето на конкурентноста во делот на економијата во нашата држава. Тоа ќе значи креирање на нови работни места, зголемувањето на минималната плата, зголемувањето на просечната плата, поддршка на инвестициите, на инвестицијскиот циклус во наредниот период, намалувањето на невработеноста, да дојдеме до едноцифрена бројка, развојот да биде, односно растот на економијата, на бруто домашниот производ
најмалку 4% во текот на секоја од годините. Иако покажавме дека во нели изминатиот период можеме да носиме тешки одлуки, да носиме стратешки одлуки за државата, да ја кренеме економијата, да ја спасиме државата од најцрните сценарија од здравствената и од економската криза, навистина можеме да реализираме многу проекти кои што ќе допринесат и подобар живот. Јас само да ги потсетам граѓаните за тоа што ни се случуваше во режимот. Општата плячка, грабеж преку одредени проекти како Скопје 2014 и така натаму, затоа сега сметам дека може да се направи една јасна дистинкција што значи да се работи одговорно и во интерес на граѓаните. Ги споменавте домашните платежни картички, тие се актуелни периодов. Опозицијата обвини дека се врши подкуп на гласачите на овој начин. Јас не знам како да го коментирам однесување на опозиција која што нема никаков став во државата за сите прашања, па и за здравствената криза. Ако ги погледнете сите изјави, сите ставови на опозицијата, на ВМРО да помене, на Мицковски во изминатиот период, ќе видите дека во еден момент бараат силни, јаки мерки, рестриктивни, за неколку дена повикуваат дека не треба да има рестрикции, треба на друг начин да се справува за државата. Во една ситуација на пресконференција ќе бараат економски мерки за ревитализација на економијата, која ќе ги презентираме тие мерки, викаат не се добри овие мерки. Иако учествуваа во носењето на сите овие мерки. Сакам да кажам дека сите овие 3 сета на мерки се поминати на економскиот совет во кој што учествуваа представници на ВМРО ДПМН. Знаете дека ВМРО ДПМН сега е во владата. Тие имаат своји представници во владата. Овие мерки се донесени и за тие мерки гласа и тие. И ова не може да стане апсолутно никаков така наречен изборен подкуп. Подкуп може да замислуваат само луѓе кои што правеле подкуп, кои што злоупотребувале институции во времето на режимот, кои што плячка од граѓаните и сега мисла дека секој еден размислува преку такви методи да остварува своји партиски цели. Еве да ви кажам како аргумент. Изборите беа закажани за 12 април, кога немавме здравствена криза. Зошто тогаш ние не донесовме одлуки дека треба да поделиме платежни картички или да помогнеме на граѓаните кои што се во социјален ризик? Затоа што немало потреба. Сега кога имаме здравствена криза и кога преку таа здравствена криза или како последица од таа криза економски се погодени компаниите и граѓаните и оние кои што се најмногу во социјален ризик, тоа покажува за оправданоста на одлуката да им помогнеме на граѓаните. Јас знам дека не им се допаѓа ниту на ВМРО ДПМН, ниту на нивните функционери, секогаш кога се помага на граѓаните. Па тие се изјаснува и за дека се против вработување, дека се против зголемување на минималната плата. Погледнете ги сите ставови нивни кои што ги имале во изминатиот период. Секаде каде што имавме успех во економијата, тие беа против. Не ги разбирам тие ставови, меѓутоа тоа е така. Колку сакаат нека имаат погрешни такви ставови, ние апсолутно сме сосема убедени дека оваа мерка за поддршка на граѓаните, за поддршка на ранливите категории на луѓе, дека ќе даде навистина добри резултати. Деновиве е актуелна и така наречената наводна афера, односно опозицијата обвинува за криминална афера во која што е вмешан лидерот на партијата со директорот на Фондот за здравство. Ваш коментар? Па што да кажам, освен дека повторно шират некакви лажни вести. И замислете, тие исти криминалци од времето на режимот, тие исти за кои што се водат судски постапки во овој период, тие истите се дел од структурите на опозицијата и сега тие кажуваат дека некој друг е криминалец, некој друг спроведува криминални активности. И таа не знае ништо друго да прави, освен да прави конструкции и лаги во изминатиот
период. Зошто е тоа така? Тие не можат да излезат пред граѓаните сега ни на Куманова, ни на изборна единица 2 и да им кажат ние имаме концепт да го вратиме режимот. Знаат дека тој концепт нема да го прифати никој. Тие нема што да кажат друго освен да се креираат вакви лажни вести. Во оваа држава денеска, во овие 3 години, има институции кои што работат и кои што спроведуваат постапки без разлика за кого тоа се однесува. Се покажа во изминатите 3 години дека навистина знаеме да покренеме постапки за криминалци кои што без разлика на политичка определеност мора да носат одговорност. И впрочем тоа е така во секоја нормална развиена држава и во развиениот свет. Ние не може да имаме амбиција дека нема да има криминални структури во општеството. Ние треба да создадеме институции кои што ќе се борат против тие криминални структури. Без разлика од каде доаѓаат. Во времето на режимот беше незамисливо да се поведе постапка против директор, против градоначалник, против пратеник, против носител на било која позиција од ВМРО да помене. Сега е сосема спротивно. Сега одговараат и оние кои што се и од СДСМ и од ВМРО. И од ДУИ и од ДПА. И од било која политичка партија. И оние кои што не припаѓаат на политички партии. Значи, мора државата да функционира за да имаме навистина верба во институциите на системот. Зборувавте за Куманово, за вложувањата, но и за плановите. Лично Оливер Спасовски како кумановец, дали е задоволен од она што беше реализирано и кој е најзначајниот проект кој што еве би сакале во иднина да се оствари во нашиот град? Па Куманово беше најзапоставено во времето на режимот. Куманово беше казнувано во времето на режимот. Во времето на режимот нема еден проект кој што бил реализиран. Сите тие проекти кои што беа реализирани, од најкрупните проекти до инфраструктура, до патишта беа реализирани исклучиво со општински буџети. Со посветеност и работа на градоначалниците. На било кој градоначалник кој што работел. Најмногу време работел Дамјановски во периодот изминат. Имавме реконструкции на плоштади, градба на училишни сали, градба на затворен базен и така натаму, се со пари од општинска каса. Немавме никаква подршка од централната власт. Ке потсетам само. Вие се сеќавате на оној период кога во 11 години ги градеа тие 7 километри автопат до граничниот премин Табановце, на крајот кога заврши градбата, немаше ниту табла на која што беше испишано името на општина Куманово. Целосно не отпишаа во времето на режимот, затоа што ние прекосевме во времето на режимот. Кои се проектите кои што сме ги реализирале во изминатиот период? Имаме во патната инфраструктура 16 проекти кои што се реализирани, 24 кои што ни се во тек. Во водоводната и канализациона мрежа имаме 2 проекти кои што сме ги работеле. Фекална канализација за градба во село Тромеѓа, фекална канализација во Речица и реконструкција и одржување на дел од водоснабдителниот систем во Куманово. Во тек е постапката за промена на сите водомери во град Куманово, исто така проект кој што е финансиран од Министерството за транспорт и врски. Во образованието имаме реализирано вкупно 18 проекти, некаде околу 62 милиони денари финански средства преку образование. Имаме реконструкција на едно училиште кое што е завршено комплетно во Черкези, градба спомнав на 3 спортски сали. Понатаму во делот на градинките напоменав кои се проектите кои што ги очекуваме во тек. Имаме проекти млади земјоделци во делот на земјоделието кои што беа доделени финански средства од државата. Навистина мислам дека овој североисточен плански регион, бидејќи важи според сите параметри за најнеразвиен, тој заслужува најмногу да добие. Дадовме како влада 20 милиони денари за градба на
на индустријската зона. Отворени сме тука за помош на локалната самоуправа да се изгради индустријската зона и да се отворат фабрики, да имаме нови работни места. Ќе вложуваме финансиски средства и во делот на локални патишта. Владата, знаете дека обезбеди 50 милиони евра за градба на локални патишта. Тие финансиски средства се поделени по општини, секако дека општина Куманово како една од најголемите општини добива еден најголем дел од овие финансиски средства. Се што можеме да направиме во наредниот период како инфраструктура, тоа ќе го помогнеме како влада. Ме прашавте кој би бил тој проект што најмногу посакувам да се реализира. Тоа е да ја реконструираме Соколана како еден символ на Куманово. Веќе се започнати одредени активности со пари од Агенцијата за млади и спорт. Да ја реконструираме спортската сала, затоа што Куманово како еден спортски град, со спортски дух, со извонредна публика за бодрење и навивање на нашите клубови, да ја реконструираме и да целиот тој комплекс околу спортската сала, градскиот базен и така натаму добие на добар изглед и добие на една повисока вредност. Така да во тој дел тие проекти ги посакувам и секако еден од проектите за кој што сакам да се борам во наредниот период, тоа ќе биде целосна реконструкција на споменик Костурница. Затоа што сметам дека Куманово како град кој што беше носител во борбата против фашистите, град кој што ги негува до денеска традициите на антифашизмот, тоа треба да го има, да го добие и таа поддршка од државата нема да изостане во наредниот период. Неизбежно е прашањето и многумина се прашуваат какви се односите со кумановскиот градоначелник со оглед на фактот дека изминатиот период за жал имаше различни коментари, мислења во јавноста и слично. Видете, тоа е различните коментари и мислење е нормална работа во демократијата. И секој има право да размислува, би рекол, со своја глава. Да има собствени ставови кои што ќе ги презентира во јавноста, меѓутоа кога станува збор за интересите на Куманово, кога станува збор за интересите на граѓаните, кога станува збор за интересите во реализација на проектите за Куманово, ние сме и во постојана комуникација, имаме добра соработка која што ќе се темели на тие принципи на доброто на градот и на доброто на интересите на граѓаните. Очекувањата од изборите? Очекувањата на изборите е да имаме прво добра изборна кампања, фер и демократски избори. Јас сум убеден дека граѓаните на Куманово, граѓаните на изборна единица 2 ќе препознаат што значи сигурност и продолжување кон една јасна визија во наредниот период наспроти опасноста која што ја нуди ВМРО-ДПМН, враќање на режимот, враќање на сето она што беше во времето на режимот, така да јас очекувам победа на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што покажавме дека можеме, дека знаеме, дека умееме да градиме, да реализираме проекти, да носиме вистински храбри одлуки, да ги решиме најклучните прашања за оваа држава, а сега нудиме концепт за економски развој, за просперитет, за држава со како едно општество за штит за сите. Покажавме еден силен кредибилитет во овој дел и затоа знам дека граѓаните ќе се определат токму за оваа коалиција. Можеме и ќе направиме се во наредниот период и уште повеќе и уште подобро за интересите на градот, за интересите на државата. Ќе го пробиеме терминот предвиден за ова емитување, меѓутоа ние како телевизија дадовме можност на кумановци да постават неколку прашања на нашата страница на социјалната мрежа Facebook. Накратко уште 3 прашања и ќе ја завршиме емисијата. Дејан Ѓорѓиевски прашува во врска проблеми со платежни картички. Тој тврди дека на некои сметки имало само 900 денари за пазарење,
но и дека имаат граѓани забелешки дека картичките се со еднократна употреба. Дали сте запознаени со вакви проблеми, каде може да реагираат? Значи, платежните картички кои што ги добиваат за купување на домашни производи се картички кои што ги изработуваат банките врз основа на базата на податоци која што е доставена до сите граѓани од институциите. Значи, граѓаните може да видат на веб страната на владата, доколку има било каков проблем, имаат можност да се обратат и да се исправи било каква грешка, која што се јавува нели во делот на овој процес. Овие картички може да се користат сега во одреден временски период. Идејата што е? Преку платежните картички за купување на домашни производи или на услуги, значи може да се платат и сметки и така натаму услуги, ние помагаме на македонската економија, тие треба да се искористат во што е можно пократок временски период. Финанските средства кои што се дадени, дали се тоа 9.000, дали се 3.000 денари, зависно од категорија на граѓани кои што ги имаат, и на тој начин да се помогне директно економијата. Идејата е таа картичка да остане и да се користи за други проекти кои што владата има во вид да ги реализира во наредниот период. Фросче Пешевска прашува кога ќе почне да работи словенечката амбасада во Скопје. Тоа е одлука која што ги носат нели државите на овие амбасади. Ние очекуваме дека од 1 јули би требало да стартуваат со работа сите амбасади кои што до сега не работеа. Согласно со намалувањето на рестриктивните мерки, очекувам дека и амбасадите во нашата држава, во Скопје, ќе почнат со активности. Да. И за крај уште едно прашање од Игор Божиновски од ВМРО ДПМН. Тој се јави во Студио Плюс и јавно побара да ве прашаме како СДСМ ќе ги тера протоколите за избори кога и самиот премиер беше 2 пати во карантин, прашува Божиновски. Па тоа е одговорноста која што ја покажувам и јас и луѓето од СДСМ, тогаш кога сте ставени во ризик, без тоа да го знаете вие, покажувате одговорност кон себе, кон семејствата, за да не ги доведете во позиција на загрозување на здравјето лично, на моето семејство, на моите пријатели, на моите соработници, и таа одговорност треба да имаат сите. Не е одговорност кога Мицковски оди во тератана, е забрането да се оди во тератана. Не е одговорност кога Мицковски со одбрано друштво може да седи во кафеана во Скопје кога е забрането, па да прават 300 сцени за да може да се скрие неговиот партиски лидер. И мислам дека тие протоколи кои што се предвидени, дистанца, дезинфекција и секако носење на заштитна опрема, се тие кои што ќе овозможат да има безбедна кампања. Меѓутоа, тоа никако не може да значи протокол кој што ги спроведува ВМРО ДПМН и Мицковски на прославата на годишнината на ДПМН, например, во Лисичево, кој што сите заедно групирани, без маски, без апсолутно никакви користења на мерките. Не може да биде протокол за однесување кога во време на рестрикции, например, за великденските празници, кога сите беа во карантин, Владо Мисајловски, Мицковски, уште една група свита која што сака да се прикаже како елитисти, одеа во некоја црква, во некаков храм. Одговорноста значи да се грижите за себе и за сопствениот живот. Одговорноста не значи да загрозувате нечи живот. Одговорност на политички субјекти не е да направите состојба во која што на 27 април ќе убиете пратеници во собранието. Мислам дека Божиновски многу добро знае за случајот, многу добро знае што значи одговорност и како не треба да се постапува во иднина. И тоа само уште еднаш покажува дека во ВМРО ДПМН ништо не се сменило од времето на режимот. Ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека повторно ќе дојдете во Телевизија Плюс и дека и веќе одговориме. Благодарам. Секогаш кога ќе ме поканите, јас сум спремен да бидам тука, да одговориме на сите прашања, на сите дилеми кои што ги имаат граѓаните и нормално да чуеме и одредени предлози, одредени критики каде треба да се подобриме, и тоа преку транспарентноста, преку
взаемното разбирање, мислам дека можеме и повеќе и подобро. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на телевизија Плюс, наредните денови следуваат уште бројни интервјуа.